Интензивно и зголемено хортикултурно уредување на градот, промена на водоводната и канализациона мрежа. Капитални инвестиции се само дел од програмата за работа на јавното предпријатие ИСАР за наредната 2025 година. Директорот Александар Арсовски потенцира дека наредната година со ваквата програма ќе се зголеми работата со цел да се завршат обврските кон граѓаните. Програмата за работа на јавното предпријатие ИСАР за наредната 2025 година, како и програмата за одржување на јавната чистота на територија на општина Штип, содржи интензивно и зголемено хортикултурно уредување на градот, многу работа во поглед на промена на водоводни канализациони, на водоводната и канализационата мрежа, како и многу инвестиции кои што ние ги третираме како капитални. 3 специјализирани возила, реорганизација во предпријатието со цел одговорни вработени се дел од активностите кои треба да бидат завршени наредната година. Арсовски вели дека има и доволно финансиски средства со кои се завршуваат активностите предвидени во програмата за работа. Финансиските средства најмногу ги обезбедуваме од обезбедените приходи од страна на услугите кои што ги вршиме како јавно предпријатие, меѓутоа многу често оние работи кои што не се предвидени во програмата ги работиме по склучен договор со општина Штип и по добиен налог за работа. Од аспект на вработените, секогаш го бориме со квалитетен и со стручен кадар, меѓутоа се прави внатрешна реорганизација во предпријатието и таму можам да кажам дека сега за сега работите се движат во добра насока. Токму така, во моментот трае постапка за набавка на 3 специјализирани возила, кои што во голема мера ќе ги олеснат секојдневното извршување на работните обврски на јавното предпријатие, а со тоа ќе се подобрат и услугите кои што ги испорачуваме на граѓаните. Согласно финансовиот план кој е изготвен од страна на јавното предпријатие ИСАР, а врз база на показатели на трошоци и приходи од 2024 година, се предвидува минимална добивка од околу 620.000 денари.